Значи со зголемување на надворешните температури, значи се зголемува ризикот и од цревните инфективни заболувања. Најподложни се секако малите деца и како хроничните болни и стари изнемоштени лица. Значи, кај децата постои дека околу 90% од масата е вода, значи кај нив постои опасност од брза дехидратација, појава на токсикоза и така натаму до други компликации. Значи да превенираме да не дојде до тоа. Со неадекватно третирање, односно кај стари изнемоштени лица може да доаѓа најчесто до откажување на бубрежната функција, значи акутна бубрежна инсуфициенција, додека кај малите деца имаме појава на токсикоза, односно пореметување на ацидобазниот режим. И двете заболувања представуваат тешка компликација која може да биде и витално загрозувачка. Така, овие цревни заболувања знаат да бидат и по неколку денови. Знаат родителите на своја рака да земаат лекарства. Што препорачувате вие? Кој е вашиот апел? Како прво апел за превенција, значи да не дојде до заболување, пред се консумација на здрава, хигиенски исправна вода, исто така консумација на здрава храна, термички обработена. Од друга страна имаме и хигиена на раце, значи пред секоја консумација на оброк да имаме убаво миење на рацете. Пред се, значи тоа е превенцијата, или исто така посебно опасност представува појава на диареја кај патници, и тука препорачуваме пиење исклучиво на флаширана вода. Така, со оглед на тоа кажавме дека знае цревната инфекција да биде и со неколку денови. Имаме ли потешки компликации, во кои видови се буваат истите? Должината на траење на цревната инфекција различно трае, зависи пред се од самиот предизвикувач, исто така зависи од инокулумот, односно бројот на инфективните организми кој е прогултан, но зависи и од самата подготвеност на организмот. Значи, може да трае од 2-3 дена, па може да трае и подолго, така да различно.